револуција можеш ли да го додадеш значењето на истата во однос на мултикултурализмот? Шарена револуција беше прилично пионерско движење во однос на тоа како ги третираше заедниците мултикултурализмот воопшто. Генерално шаренилото, оно што меѓу другото го земавме и за метафора покрај начинот на израз на изразување на револт, беше и тоа што шарена револуција беше движење кое што прибираше различности, прибираше повеќе култури. И тоа е нешто што, нажалост, во македонското општество не беше видено дотогаш. Јас сум особено горда затоа што успеавме на некој начин да ги адресираме тие жалосно, меѓутоа табуа во тоа време, може би и се уште, каде што македонското и албанското знаме беа заедно, каде што генерално се обраќавме ние на граѓани, а не на етникум. Така што мислам дека шарената револуција направи интервенција во главата на луѓето да се малце да се изнивелираат тие граници помеѓу различните култури кои што живеат тука. И сметам дека од шарена револуција па навака почна некој процес на прифаќање. И се искрено јас не знам дали е тоа впечатокот мој или генерално на луѓето учесници во шарена револуција, дали нашиот впечаток е во однос на нашиот микрокруг кој што го создадовме, па сега ни креира некаков впечаток дека почнат е таков процес, или тоа генерално се случува. Се надевам дека е второто, дека генерално се случува првично поради тоа што она што значи агенда на власта, не, барем за сега не гледаме дека е некое одвојување на заедниците, туку е баш некоја тенденција да се спојат, да се направи едно општество за сите, што за мене искрено е едно од најсрекните концепти политички дури во последниве неколку години што се форсираат. И мислам дека уште многу треба да се направи за да стигнеме барем некаде каде што ќе можеме да видиме дека има солиден напредок, ама за сега гледаме дека волјата барем на што за разлика од претходно не можевме да го кажеме тоа, дека волјата оди на кај некое обединување, на кај некоја обединувачка идеологија во однос на различностите и како етнички заедници и како не знам, така разноразни определби, културолошки па и сексуални и така натаму. Мислам дека она што го направи шарена револуција на некој начин ги скрши бариерите кои што општеството ги имаше наместено граѓаните да ги чувствуваат меѓу себе. Тоа е ваков, јасно, таков. Така да мислам дека во тој сегмент во однос на мултикултурализмот дека времето почнува да се мери после шарена и пред шарена во однос на логицизирање за тие работи. Улогата и влијанието на политичките партии во ширење на омраза, националистички повици и нетолеранција. Генерално тоа не е улога, тоа е во македонското општество, бидејќи све зависи од политиката и од начинот на кој што политиката го диктира темпото не само во овој сегмент, туку во сите други сегменти, не може да се каже дека е фактор, туку и причина и последица и околност, све е поврзано со тоа. Мислам дека оно што му фали на македонското општество во однос на политичките партии е да имаме еден генерален консензус дека одвојувањето не треба да се бара по некаква етничка основа, не знам, различни култури и све, туку можеби така треба да се занимаваме со различни идеологии, ставови, како да се разбереме повеќе отколку кој е македонец, кој е албанец, кој е бошњак, кој е
не знам, ром, турчин и така натаму. Генерално оно што можам да го кажеме дека многу неодговорно досега се политичките партии се занимавале, генерално правиме муабет, значи дури левица и десница и до пред ова едно општество за сите, да, сите партии прилично неодговорно го сваќале тоа прашање, првично поради тоа што е нели едно од не толку сензитивни, туку е отворен со тоа, отварајќи го тоа прашање и креирајќи некаква разединетост во однос на тоа, може би многу полесно се добивале политички поени и сметам дека ова идеологијата на едно општество за сите, колку и да треба посериозно да се занимаваат, конкретно еве, сега само бидејќи она го почна тој концепт, треба многу посериозно да се занимаваат, многу по-стратешки, многу по вистински да се адресираат, не знам, така сегрегација во образование, значи тоа требаше уште првите 3 дена да се смени. Така да мислам дека правецот идеолошки, условно кажано, кој што сега е завземен е добар, меѓутоа треба да се, како политички партии, треба да се и како влада, и како власт, одговорноста е да се повлечат потези кои што се реални потези, кои што не е само декларативно зборење, туку тоа се некои потези кои што ќе направат интервенција во новите генерации. Оти сега имаме сите тие што, не знам, Вардар која ќе победи и слават со, не знам, смрт за шиптари и така натаму, тие некои се деца, меѓутоа некои од нив имаат деца и сега треба да се занимаваме малце со какви генерации општеството креира и дека не е само вербалната нота, условно кажано, во однос на како ги адресираме тие проблеми, туку вистински треба да се донесат решенија. Мислам, според мене треба да се почнат сегрегација во образование. Апсолутно, мислам, нема 80% од луѓето, да речеме македонци, не разбираат воопшто што е културата на албанците, културата на бошњаците. Толку сме како викаат американците, self-observant, значи само од својата перспектива ја гледаме работата и тоа е една од причините не само тука, генерално секаде за сите конфликти, кога не можеш да си онеспособен да ја видиш позицијата на другиот. Наспроти политичките партии, колку влијаат медиумите? Генерално социјалните медиуми во ширење на говорна мрза? Па сите медиуми, не само, мислам, и социјалните медиуми, и традиционалните медиуми, прилично ние сме навикнати сега да ги градиме нашите ставови врз база на тоа што прибираме информации од разни места. Искрено мислам дека медиумите се обидуваат генерално сите медиуми, не можам да кажам дека, да речеме, во однос на Србија, многу почесто може да се слушне терминот шиптар, например, таму на телевизија. Овде не може да се слушне тоа, меѓутоа така има нека прекјутна тенденција и на соживот. Мене веќе почнува ми смета тоа соживот. Знаеш, многу ми е оставштина од некој друг јазик, од некој друго време, кога нештото можеби значењето на зборот соживот е легитимен, меѓутоа начинот на кој што се користи во моментов, начинот на кој што звучи, мене барем ме потсеќа на нешто пред 15 години кај што не сме биле еволутивно, значи на ова ниво на прифаќање и на можеби напредок во однос на погледот на мултикултурализмот во Македонија. И мислам дека иако не можам да кажам дека се комплетно неодговорни, до пред 3-4 години имаше така албанец напад на македонка, не иницијали, не човек, маж, жена, туку секој контекст што можеше да се фати во однос на тоа се бркаше од медиумите. Гледаме дека тоа малце почнува да се олавалува, меѓутоа сепак треба медиумите да се занимаваат со едукација на некој начин на граѓаните, затоа што да бидеме реални, мислам,
во образованието не толку му посветуваме внимание и дека на некој начин начинот на кој што медиумите ја третираат таа тема е некоја неформална едукација на граѓаните во однос на што се различностите, како треба да се прифаќаат и дали воопшто треба да ги кажуваме различности ако сме од различни етнички заедници. Мислам, така секој од нас доколку би не знам, би се направил некој social experiment, сигурно можеби пола македонци повеќе би се идентификувале со не знам, луѓе од друга етничка заедница отколку со македонци само. Сакам да кажам дека во ова така глобално општество каде што информациите ни протекуваат од на дофат ги имаме сите информации во било кое време. Мислам дека етничката припадност е можеби најмалиот фактор што не дефинира како луѓе, така да мислам дека треба самите медиуми треба да му пристапат на по нов начин, на да не ни се случува призвук на нешто што било пред 15 години, бидејќи како граѓани, како држава, јас барем имав впечаток, сега се враќам на дали е мојот микросвет, па ми го лажира впечатокот или е генерално општеството, ама стварно мислам дека сме еволуирани и дека допрва ќе еволуираме во однос на тој поглед и мислам дека треба начинот на третирање на медиумите на оваа тема да еволуира заедно со нас. Освен согласење на профили на социјалните мрежи, судски разборски евентуално сметате ли дека треба да има некакви предупредувања и мерки за оние кои користат повредно на социјалните мрежи? Генерално на социјалните мрежи, бидејќи се најдостапни за сите, во текот на целиот ден. Па сега види, во однос на некаква судска разрешница, правна казни или не знам ти што, предпоставувам дека не доволно се адресираат, мислам, не доволно сериозно се сваќаат тие теми колку можат да бидат да внесат раздор доколку не се интервенира. Ние знаеме, мислам, едно голем дел од последните години од режимот фактички се толерира. Не само се толерира, туку као се става во прва наративна линија тие сегменти постови што се со говор на омраза. Сметам дека тоа е малце олабавено сега, дека дури и самите луѓе кои што да речеме пред 4-5 години се чувствувале слободно да го користат тој начин на изразување, дека сега се подложни на една пак дури и само цензура, автоцензура, бидејќи се повеќе и повеќе општеството го маргинализира таквиот начин на изразување и се надевам дека она што иако мислам дека се уште повеќе се луѓето во квантитет, се повеќе луѓето кои што го разбираат тој наратив, го разбираат тој начин на комуникација и на однос кон темата, меѓутоа добро е што ние што сме можеби помалце, сепак сме погласни и се обидуваме некако да ги потиснеме, да ги маргинализираме луѓето кои што на некој начин комуницираат така. Сметаш дека институциите доволно и ажурно ги следат тие работи и казнуваат? Па се зависи кои институции. Мислам дека во суштина искрено не знам, стварно мислам дека имаше сигурно за Миленко знам дека имаше со пожарите во Грција говор на омраза, па нешто имаше некој процес. Меѓутоа мислам дека најсилното оружје против тоа е осудата од заедницата. Знаеш, ништо не е посилно од заедницата да те осуди на некој начин затоа што се обидуваш да пошто знаеш, одговор на омраза се случуваат дела на омраза и тогаш веќе не е баш ха-ха-ха хи-хи, туку вистина треба да се справуваш со некакви последици, некој би требало, мислам,
во такви ситуации некој е повреден, некој е жртва, некој е насилник и така натаму. Така што мислам дека не постои по-ефективен метод од осуда на заедницата, се разбира пропратено со соодветна реакција на институциите, тоа мислам дека тоа се двете во колаборација треба да одат. Значи не едното без другото не би требало да е. Може ли да се каже дека во изминатиот период, да речеме 2 до 3 години, има подобрување на состојбите во однос на уривање на предразсудите и прифаќање на различностите? По било која основа различност? Па искрено да, делумно одговорив на ова и во првото прашање. Мислам дека има некаков напредок, меѓутоа мислам дека тоа не треба да биде веќе декларативно. Мислам дека треба веќе во постапки да биде. Еве донесен е закон против дискриминација и сега треба да видиме што ќе роди тој закон. Треба да видиме, да ги слушнеме приказните, пошто меѓу другото ние комуницираме, граѓаните комуницираат не толку на база на регулативи, мислам логиката на граѓаните не комуницира, барем според мене, не комуницира толку на база на регулатива, колку што комуницира на база на приказна. И сега ние треба веќе да ги видиме приказните, позитивните приказни од донесениот закон, позитивните приказни од тенденцијата на ова, да речеме, гарнитура, владеачка гарнитура, која што апсолутно гледаме дека работи на обединување на општеството повеќе од колку разединување, и веќе треба да ги видиме како се производот од тоа што сме го работели и за време на Шарена, додека сме се бореле против режимот, па на некој начин мултикултурализмот ни бил меѓу другото алатка, оружје за борба против режимот. И веќе треба да ги видиме плодовите, да ги обереме плодовите во однос на овие работи. Искрено мислам дека пак може да се каже во однос на очекувањата дека може да очекуваме премногу, меѓутоа мислам дека не е рано за 3 години да очекуваме и системски промени во однос на не знам, така образованието, да почнеме заедно школа да идеме. Мислам што е абсурдно е да албанци и македонци да идат па за средно збориме, албанци и македонци идат во различни смени. Мислам не сме во 19 век па да не треба да се видиме за да не се испотепаме. Дури тоа е и застарен концепт дури за 19 век. Мислам што е средновековие, некој вештерки палење. На некој еволутивно ниво таму го гледам таквиот начин на организација во однос на образование. Така да мислам дека веќе она декларативност што се зборува едно општество за сите, сите заедно така натаму, мислам дека треба веќе де факто да ги решаваме системски работите со одлуки, не со декларации, не со зборови, туку со одлуки. Треба да се занимаваме малци во образованието, да видиме не само која смена оди у школа, туку треба да видиме содржински со што и раниме децата, треба да видиме како ги воспитуваме, треба да видиме меѓу другото да се предизвика интерес да се занимаваат да бидат радознали и сите ние, не мора само деца, сите ние да бидеме радознали за културата на другиот. Ние Англија ја сакаме, разбираме дека панкот искочил од таму, разбираме дека Beatles и Rolling Stones се од таму, меѓутоа што всушност знаеме за албанската музика, што знаеме за босанската музика, што знаеме за ромската музика. Не знам дали го знаеме, царот на ромскиот џез на пример, па асоциацијата, која ќе кажеме мултикултурализмот, тоа е уствари што стои зад тој термин кој што од многу користење знаеш и не го освестуваме, само мултикултурализам, нешто соживот, меѓутоа генералниот значењето зад тие зборови се уште не ни е освестен. Ние стварно треба да знаеме, албански песни, треба да знаеме албански автори, треба они да се заинтересираат за Петре Андреевски, треба да се сам да кажам дека
на некој начин треба да почнеме да се третираме културолошки, затоа што терминот тоа го наложува, значи мултикултурализам, значи тоа е збирштина од повеќе култури кои што треба да функционираат како едно. И сега ние ако не си ги познаваме меѓусебно културите, ако јас живеам врата до врата со некој кој што апсолутно не знам ни како јаде, ни што слуша музика, ни не знам зошто народната носија му е таква каква што му е, ако не можеме да дадеме некоја логика, ние не можеме да го разбереме тој човек. А разбирањето е така најбитното нешто во однос и на почитување и на заедничко функционирање, така да мислам дека треба да се почне од таму, треба. И тоа е баш во образование, да се поттикне и радозналоста, бидејќи сега достапни ни се информации, доволно е само да знаат децата дека сакаат да дознаат нешто за, не знам, така за Севдалинки Сараевски, за, не знам, Gypsy Jazz, за албанска поезија и така натаму. Така да мислам дека тие некои потези кои што веќе треба, според мене искрено и требаше веќе до сега да бидат направени, наспроти онаа декларативност во која што во секој говор на да речеме мање више сите социјалдемократи може да се каже, може да се слушне тој тон, тој наратив дека е едно општество за сите, дека бркаме некој мултикултурализам, дека Македонија е мултиетничка земја и така натаму. Реално се веќе потезите се бараат. Значи веќе треба да видиме де факто да видиме што како потези треба да се повлечат за да го добиеме тој резултат.